Германската комора вчера имаше едно сообщение, изјава која што па и за мене не беше до крај јасна, вели не е јасно дали државата или компанијата ќе продолжи да ги исплаќа платите доколку вработениот отсуствува од работното место. Ние, значи, ако ги видите одлуките на владата, рековме, имаме одлука за оние кои што имаат деца под 10 години или до 10 години, едниот од родителите да остане дома за да бидат згрижени децата, претходно кои што оделе во градинки, во целодневни престои во училиште и така натаму. На реалниот сектор тоа го препорачавме. Значи, ние не донесуваме одлука со која што викаме во реалниот сектор мораме така да поставиме, ние препорачаме. Најголемиот дел од компаниите ги почитуваат овие мерки. Секако дека периодот до 24 во овој месец не е период кој што бара било каква мерка за да тоа се исполни. Едноставно има повеќе методи, начини на кои што може да се организира работата во компаниите. Може да се воведе сменска работа, да имаме ослободување во еден дел од денот и така натаму. Значи, тоа е веќе начин на менаџирањето на компанијата. Да, тие го поставуваат и прашањето за најавените казнени мерки доколку не се почитуваат мерките, но предпоставам одговорот би бил пак во таа насока. За бизнисот нема строги мерки, има само препораки. Да, тие одлуки кои што се донесени со прецизна забрана за тоа што не треба да се прави, таму се предвидени строги санкции. Инаку идејата наша не е во вакви услови инспекторатите да одат и да казнуваат. Едноставно да работат превентивно со компаниите и тоа се случува на терен, меѓутоа таму каде што има основа и каде што сериозно не се почитуваат одлуките за забрана, таму каде што намерно се прават потези со кои што може да се предизвика поголема последица од ширењето на вирусот, ќе се преземат и радикални мерки.